Така е, цаци, се уште трае мини самитот на 10 земји членки на Европската Унија заедно со Македонија, Србија и Албанија, а посветен на бегалската криза што ја зафати цела Европа. Она што досега е познато, тоа е дека сите лидери овде представени, а Македонија е представена преку председателот на државата Ѓорги Иванов, дадоа најавни изјави за тоа што очекуваат и кои ќе бидат нивните пораки на овој неформален самит, од кој всушност зависи и днината на целиот европски континент, кој е долж миграторската рута на бегалците кои во огромни стотици илјади, бројки од стотици илјади пристигнуваат во Европа. Председателот Иванов во својата изјава овде на оваа сцена во на зградата Берлемот на Европската комисија кажа, испрати јасна порака дека доколку не се држат заедно сите кои се соочени со овој проблем, тогаш ќе висат одделно, цитирајќи го творецот на современата Америка Бенџамин Франклин. Исто така председателот Иванов се пожали дека Македонија има сериозен проблем во недостаток на комуникација со Грција, која е земја од каде пристигнуваат бегалците на таа миграторска рута на целиот Западен Балкан, и дека она што најмногу и треба на Македонија се всушност комуникација како на ниво, пониско ниво на министерство, така и на владино ниво со својот сосед Грција, со цел полесно да го решава овој проблем. Всушност на маргините на овој самит денеска пред почетокот на истиот председател Иванов имал средби кратки со германската канцеларка Ангела Меркел, која е тука, со грчкиот премиер Алексис Ципрас токму за овие прашања, како и со еврокомесарите Франс Тимерманс и Димитрис Аврамополос за тоа кога ќе пристигне ветената парична помош од страна на Брисел, а која, како што знаеме, изнесува 24 милиони евра и 17 милиони евра заедно за Македонија и Србија, бидејќи досега за Македонија се пристигнати само 90.000 евра. Всушност, повикам најпрво кој можно да ја видиме изјавата на председателот Иванов пред почетокот на денешниот самит овде во Европската комисија во Брисел. Ова е момент кога треба да се покаже колку соседите меѓусебно се искоординирали, солидарни заедно да одговорат на предизвиците. Така што и очекуваме дека Грција ќе соработува во поглед на оваа бегалска криза и ќе ги разменува податоците кои се неопходни за да знаеме како да се справуваме, бидејќи имаме денови кога и до 10.000 ни доаѓаат бегалци на територија на Македонија. Досега сета комуникација на многу ниско ниво. Немаме соработка меѓу министерства, нити пак на влади. Цаци, денеска лидерите на 10 земји членки на Европската Унија, кои дел се представени од председатели, дел од министри, дел од премиери, и како и Македонија, Србија и Албанија, кои се представени од председатели и од двајца премиери, всушност разговара за предлогот 16 точки за заклучок за итно решавање на дел од проблемите на миграторската рута. Всушност, председател на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој е домаќин на овој мини неформален самит, предлага меѓу другото Македонија и Грција токму она што говори Иванов, да остварат билатерална соработка врз основа на добрососедски односи. Исто така се инсистира, се бара токму во овој предлог на Јункер и Фронтекс, преку граничната комисија на Европската Унија, исто така да делува во овие граници со цел да и помогне на Македонија, бидејќи во случајов не постои комуникација на ниво со меѓу Македонија и Грција. Токму, меѓу другото, овие точки се спорни за голем дел од земјите овде представени присутни. Тоа го оспори хрватскиот премиер Зоран Милановиќ. Словеничкиот премиер Миро Церар пак кажа дека опстанокот на Европа и на Европската Унија пред се зависи од овој состанок, иако германската канцеларка Ангела Меркел во незината изјава посочи дека не може да се очекува денеска да се донесе решение за истото. Всушност, клучниот проблем е тоа што на денешниот самит не присуствува најважната земја на миграторската рута, тоа е Турција, од каде пристигнуваат сите овие мигранти на европско тло. Тоа го загонетна и грчкиот премиер Алексис Ципрас, кој отворено кажа дека Грција е подготвена да се придржува до сето она што ќе се бара од неа, но дека е изненадена, и тој лично самиот изненаден што Турција не е присутна на овој самит, а тоа изненадување го делат и останатите председатели и премиери, односно шефови на држави, влади и представници на државите овде присутни. Како конечно, иако се уште не е усвоено ништо и се очекува набрзо да се одржи овде на оваа сцена пресконференција на Јункер, како и на дел од шефовите на државите и владите, и да пренесат што тоа е договорено, а тоа е всушност дали ќе се разговара за формирање на бегалски центри или кампови на територија на неземји членки на ЕУ, а тоа се пред се Македонија, Србија, како и Албанија. Всушност албанскиот премиер Еди Рама тоа го посочи во неговата изјава зашто е тој присутен тука, бидејќи изненадувачки синоќа беше
повикан, а тоа е дека е можно при затворење на граници на дел од земјите кои што се на миграторската рута, Албанија да стане земја каде ќе се пренасочат бегалците. Значи сето ова е денеска намаса. Најголем проблем за Македонија и Србија е можното барање од страна на европските лидери да се формираат такви центри кои всушност би ги концентрирале голем број од бегалците на териториите на овие држави. Се разбира, сето тоа е намаса и се дискутира и разговара. Можно е да се одолжи овој состанок бидејќи е ова круцијално прашање, но во секој случај најважно за Република Македонија е што е намаса конечно со оние главни лидери кои одлучуваат за иднината на Европа. Македонија преку својот председател Иванов денеска исто на рамноправно одлучува за сопствената иднина, и пред се тоа е дека што се бара во клучниот заклучок во на крајниот параграф од 16 точки што ги препорача Јункер, а тоа е да се почне со комуникација на дневно и неделно ниво меѓу сите земји кои што се загрозени од ова, што значи меѓу другото и комуникација на Македонија со Грција и со останатите на миграторската рута. Значи тоа е сецаци за сега одовде бидејќи се уште нема официјални заклучоци за овој мини самит посветен на бегалската криза.